се наоѓаме во близина на Македонската опера и балет. Меѓународен танцов надпревар Стеж 2025. Деталите утрово ги дознаваме од организаторката Тамара Јурчиновска. Тамара, добро утро, како се трува? Добро утро. На овој дожлив ден, прекрасно, бидејќи веќе од денеска Скопје станува центарот на Европа, токму поради интернационалниот танцов надпревар Стеж, кој што оваа година се одржува на 8 ноември 2025 година во Националната опера и балет, каде што ќе се представат 12 држави учеснички и преку 1500 млади деца и млади таленти од Европа. Јас се надевам дека дождов на вистина ќе ви донесе пријатна и убава атмосфера. Наставно се случува во Македонската опера и балет. Утре во колку часот и ги споминавте учесниците, меѓутоа дали се подготвено, дали се тие подготвени? Они се подготвени, се превозбудени, дел од нив веќе ни доаѓаат дури по 7 пат традиционално, половина од нив се нови како учесници на нашиот надпревар. Навистина се сите возбудени, бидејќи преку овој настан направивме Скопје да е центарот на културата, центарот на Европа во овој викенд, во одбележувањето на овој викенд во името на младите, нивните можности, културата и танцот кој што не обединува сите заедно, без разлика од која држава и простори доаѓаме, ние во сабота ќе танцуваме сите како едно. Подготвени сме до секој детал. Вратите на Националната опера и балет се отвараат веќе од 8:30 часот наутро. Надпреварот започнува во 9 часот и завршуваме доцна ноќта во 10 часот, каде што ќе биде галата вечер и ќе се представат најдобрите учесници од светот и ќе освојат и парични награди и стипендии за некои понатамошни надпревари и семинари. Беше ли тешко да се организира ваков голем настан во нашата држава? Ние ја сакаме уметноста, сакаме да ја поддржиме, меѓутоа сакаме ги кога ни доаѓаат вака убави и познати гости. Беше тешко можеби на почетокот во првите 2 години, но сега веќе е задоволство и една рутина, да кажам, бидејќи суштината ја разбираат се повеќе луѓето, бидејќи преку ваквите културни настани ние не делуваме само на културата на младите деца, туку директно учествуваме и во развојот на туризмот. Бидејќи моментално во Скопје се сите хотели зафатени од гостите за Стеж и од преостанати туристи и навистина е значајно да градиме настани кои што ќе бидат квалитетни, кои што ќе бидат традиционални, кои што ќе бидат поддржани од врвни институции, за да останеме и бидеме уште подобри во сето ова што го работиме. Верувам дека највозбудени се секако децата, како директни учесници на сцена. Да. Што велат тие? Тие веќе испраќаат, не тагнуваат на сториње на официјалниот Инстаграм профил, испраќаат милион пораки колку се возбудени да настапат на оваа прекрасна и преубава сцена. И навистина сум сигурна дека ќе им го доловиме нивниот сон, бидејќи никогаш не доцнеме со стартницата. Имаме навистина прекрасен стеж, тим кој што работи за сето ова. Ние броиме преку 50-60 луѓе, ако ги вклучиме тука и вработените од Националната опера и балет кои што работиме за сцената, за да овој настан тече безпрекорно и да сме точни од минута до секунда. Значи очекуваме вистински спектакл на сцена. Да споменеме и оно што ќе се случува понатаму. Веднаш после овој настан патувате? После овој настан балетското студио Арт Балет и јас како негов основач со најмалите дечиња од Арт Балет заменуваме на еден прекрасен и престижен балетски фестивал во Белград, детски танцов фестивал, кој што исто така се одржува 7 година поред и навистина ни се значени овие настани и настапи на кои што заменуваме, бидејќи на тој начин се мрежуваме со танцовиот свет, запознаваме нови луѓе, гледаме докаде е нашата култура, докаде е нашето ниво на танцување, докаде се преостанатите и навистина преку таа културна размена учиме и растеме сите заедно. Впрочем, преку сите тие пријателства, познанства и нашите убави представувања, веќе следната година ќе донесеме уште повеќе учесници на овој настан. Толку време сте дел од оваа професија од балетот, никогаш не го ставивте настрана. Какво е чувството кога ги гледате тие мали дечиња, како напредуваат понатаму, како ја градат својата кариера? Може ли да очекуваме некои големи балерини тука од нашата држава? Па, веќе има убави значајни имиња. Зборам конкретно за дечиња кои што се од балетското студио Арт Балет. Оваа година прославуваме 20 години
од нашето постоење. Дечиња кои што почнале како хоби во арт балет, морам да напоменам дека имаме константна соработка со државниот балетски училишен центар Илија Николовски Луј, каде што децата понатаму ги праќаме на задолжително балетско образование во нашето единствено државно балетско училиште, каде што веќе ги превземаат други педагози и истите педагози веќе ги пренасочуваат во Националната опера и балет. Ние од арт балет веќе броиме околу 3 дечиња вработени во високите институции. Имаме 2 деца кои што веќе се на европските сцени, Афродита Силјановска, која што веќе е дел од ансамблот на Хрватско народно позориште, кој што исто така е член на балетското студио арт балет, и веќе од средното балетско училиште пристигнуваат нови квалитетни генерации под раководство на професорката Дафина Даниловска, кои што исто така некогаш биле членови во нашето студио, и навистина е драго кога преку хоби си успел некого да го заљубиш во професијата и да продолжи тоа да му биде професија, да го живее својот сон, па и да заработува од него. А и си, додека си ја сакаме професијата, се разбира, има големи успеси. Благодарам многу на одвоеното време. Посакувам многу успех. Се гледаме тука во сабота и се разбира, ве очекуваме повторно да ни бидете гости овој пат во нашата студија заедно со вашите балерини. Благодарам многу.